Благодарам, председателе. Почитуван подпредседател на Владата на Република Македонија, почитувани министри, заменици министри, колеги пратеници. Денес, како пратеник кој што доаѓа од општина Гостивар, сакам да поставам две пратенички прашања кои што произлегуваат токму од средбата со граѓаните на општина Гостивар и проблемите кои што ги имаат истите. Првото пратеничко прашање го патувам до Министерството за труд и социјална политика. Имено се работи за една категорија на лица кои што често доаѓаат кај мене и се обраќаат за помош. Според мои сознанија, ваква категорија има и во другите делови на Република Македонија. Имено истите тие лица во даденава ситуација не по нивна вина се останати и без инвалидска пензија, а и без работното место. Имено се работи за следново. Се работи за категорија на лица кои што врз основа на нивното здравје поради 6-месечно боледување од страна на лекарската комисија во првостепена постапка се упратени до ИПК или инвалидска комисија второстепена во Скопје за да се оцени нивното здравје. Од страна на истата комисија во првичниот наод е утврдено дека лицето не е способно за работа и му се доделува инвалидска пензија со контрола по една година. Кога истите тие лица одат на контрола после една година, кај дел од нив, ова инвалидска комисија, составена нормално од други членови, утврдува дека овие лица се способни за работа и им ја укинува инвалидската пензија. Кога овие лица се враќаат со решението за да дојдат на работа, нели според секоја логика да се вратат на работното место, а работеле во државни институции, таму им велат дека за нив нема тука место, односно дека не може да ги вратат, затоа што во законот не е предвидено такво нешто и тие ги одјавиле врз основа на решението за добиена инвалидска пензија. Истите тие ги упатуваат по судски пат да се го бараат нивното решение. Истото се случува и по судски пат. И првостепениот основниот суд, потоа и апелациониот суд донесува одлука, негативна за овие лица, дека нигде не стои во законот дека овие лица треба да се вратат на работа. Токму затоа го патувам ова мое пратеничко прашање, имајќи во предвид во каков проблем сериозен се ставаат сега ова група на лица, затоа што можеби тие не се 100% инвалиди, меѓутоа се работи сигурно за 70-80% инвалидност и да нема ниту инвалидска пензија, а ниту да може да се врати на работно место, односно да прима плата. Затоа го патува моето прашање до Министерството за труд и социјална политика како последно матично тело, затоа што тука примале инвалидска пензија па им е укината, можеби треба и до друго министерство, не знам, меѓутоа се решив да го упатам до Министерот за труд и социјална политика. Барам да ми одговори дали оваа категорија на лица треба од работно место, не по нивна препорака, добиена инвалидска пензија, после тоа да изгуби и пензијата и работата. И од случаеви со инвалидитет да ги направиме и социјални случаеви. Или да се изнајде некој решение да на овие лица им се реши овај статус. Односно, по некоја логика, ако е здрав за работа, би требало да се врати на работно место таму од каде што вели отишол во инвалидска пензија. Второто пратеничко прашање го патувам до Министерството за образование и наука, бидејќи тука денес не е ниту министерот, ниту заменик министерот, јас ќе побарам на истото да ми се одговори на писмено. Имено се работи за градското училиште Мустафа Кемал Ататурк во општина Гостивар, училиште со 1150 ученици и побарање токму на овие ученици и родителите, кои што своите деца им учат таму, вклучително и моите. Единствено градско училиште во Гостивар кое што нема училишна спортска сала. Во минатото, според нашите укажувања, владата во јануари 2013 година го задолжува Министерството за образование и наука да почне со изградба на
училишна спортска сала во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Гостивар. Меѓутоа, од оправдани причини, односно технички причини, поради тоа што во тој момент не постои, значи, детален урбанистички план или градежна документација за почеток на изградба на ова училиште, значи, самата изградба се одолжува. Меѓутоа, значи, според моите сознанија кои што се потврдени, Советот на општина Гостивар од пред 2 недели, значи, го усвои деталниот урбанистички план за овај дел од градот, каде што и предвидена училишна спортска сала во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Гостивар. Упатувам прашање до Министерството за образование и наука, дали сега, кога се веќе исполнети сите технички услови за почеток на изградба на оваа училишна спортска сала во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Гостивар, ќе почне со изградба на ова училиште. Благодарам. Благодарам и јас. Првото прашање упатено до министерот за труд и социјална политика. Одговор се добиете од министерот. Повелете, министер. Благодарам, председателе. Почитувам пратеник, благодарам на прашањето. Со вас неколку пати разговаравме на оваа тема и околу проблемот практично после задолжителен контролен преглед со прекинот на пензијата. Би сакал да ви информирам дека за истиот проблем пред една недела имавме информација на која што ја разгледа владата на Република Македонија во однос на проблемите кои што се јавуваат од задолжителниот контролен преглед на лицата кои што земале инвалидска пензија и што доколку е негативна одлуката на задолжителниот контролен преглед кој што се прави во комисија во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Имено и во самата информација имавме неколку предлог решенија кои што набрзо ќе бидат преточени во измени на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Меѓутоа, исто така и во следниот временски период ќе има и кадровско зајакнување на Комисијата за задолжителен контролен преглед, а измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување ќе бидат во насока на воведување на задолжителна ревизија на одите од контролниот преглед со цел воведување на дополнителна проверка, а во исто време ќе се разгледа и прашањето околу враќање на работното место на работникот на кој што основано му престанало правото на инвалидска пензија. Така да очекуваме решенија конкретни на овој проблем, набрзо да поминат на седница на владата на Република Македонија, од прилика за 4 недели од сега, а потоа да ги разгледуваме и во Собранието на Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Сашо Ачимовски. Повелете. Благодарам, председателе. Јас сум задоволен од одговорот, меѓутоа очигледно доколку ова се реши, многу позадоволни ќе биде оние граѓани кои што го имаат овој проблем. Се надевам дека министерот максимално ќе се заложи за што побрзо решавање на овој проблем. Уште еднаш благодарност до министерот. Благодарам. Второто прашање упатено беше до Министерството за образование и наука. Одговорот ќе добиете на писмено, бидејќи нема присутен ни министер ни заменик.